Мојот живот беше исполнет со срам. Не можам ни да претпоставам како изгледа да се живее живот на човечко суштество. Здраво на сите и добре дојдовте на мојот канал. Во ова видео ќе зборувам за романот Се помалку човек од јапонскиот писател Осаму Дазаи. Ова е роман што планирав да го читам уште одамна, се размислав да го најдам некако на англиски, насловот на англиски е No Longer Human. Меѓутоа видов дека издавачката куќа 3 планира да го издаде и сега веднаш што ми излезе пред некои си десетина дена го земав и го прочитав. Ова не е голем роман, има 120 и нешто страници. И прочитав некаде дека е веднаш по Кокоро од Нацуме Сосеки, тој е еден друг јапонски писател, дека е најчитан или најпродаван роман во Јапонија. Јапонската сцена, зборувам сега не само за современата сцена, во која што еден од најпознатите е Харуки Мураками, туку општо во 20-тиот век има многу добри писатели, некои од нив сум ги читал, некои не сум ги читал се уште, да речеме Јасунари Кавабата, Јуничиро Танизаки, Нацуме Сосеки, Кензабуро Ое, Јукио Мишима и Осаму Шусаку Ендо и Осаму Дазаи е еден од тие важни јапонски писатели. Ако сте читале некој од тие писатели, кажете ми кој ви е омилениот или некој дело може да ми препорачате во коментари тука или на Facebook на читачот и кажете ми што ви се допаднало во тој роман. Се уште има јапонски писатели кои што допрва треба да ги читам, меѓутоа овој роман со задоволство го прочитав и ќе кажам неколку мисли во врска со самиот роман. Осаму Дазаи живее во првата половина на 20-тиот век, за жал се самоубива на 39 годишна возраст, живее еден турбулентен, да некаде и трагичен живот. Не е единствен јапонски писател кој што се самоубива, Јукио Мишима истото го прави, меѓутоа на многу по-чуден и по-драматичен начин. Искрено романов, дали и според насловот очекував дека сосема поинаков ќе биде, замислував дека е некаков меланхоличен, медитативен, филозофски, бавен роман. Меѓутоа, се помалку човек не е воопшто таков роман, иако има и нормално дека е меланхоличен до некаде. Се помалку човек, на англиски No Longer Human, или подоцна има извадено на англиски уште еден втор превод на ова дело, кој што е издадено оригинално во 1948 година. Горица Попова, ова е одличен превод од англиски, Горица Попова, за жал најчесто јапонските писатели ги добиваме преведени од англиски, и што е тоа, и тоа е окей. Ова е убав превод, издание реков на 3 сега пред 10 дена, значи 2022 година. Размислував, веројатно најдобро решение било Се помалку човек, на англиски е No Longer Human, тешко е да се преведе не повеќе човек. А вториот превод што излегол на англиски е насловот е A Shameful Life или Живот на срам, или да речеме дека така би било на најдобро преведено, а буквално прочитав некаде дека на јапонски оригиналот значи дисквалификуван човек. Некој рекол дека Оба Јозо, значи главниот протагонист во овој роман е оно што Холден Колфилд е за американците, тоа Оба Јозо е за јапонците, толку познат лик, толку бил читан овој роман во Јапонија. Холден Колфилд е главниот лик во Ловец во ршта од Селинџер, американскиот писател Селинџер. Меѓутоа ова е, мислам дека и по сензибилитет и по тон многу поинакво дело од таа книга. Зашто станува збор во овој краток роман? Значи, тука станува збор за исповедите на еден човек, Оба Јозо. Меѓутоа има еден воведен дел и епилог на крајот, во кој што раскажувачот на овој роман најпрво ни се обраќа и на во епилогот всушност дознаваме како тој човек по игра на случајност доаѓа до тие тетрадки и исповеди, автобиографски исповеди на тој човек Оба Јозо. Всушност и самиот роман е полуавтобиографски, делумно автобиографски за Осаму Дазаи. И тој кажува како ги добил тие тетрадки и заедно со тие ракописи имало и 3 фотографии. Всушност тој ги коментира фотографиите
во самиот пролог, значи во самиот вовед, и ги гледа тие фотографии, ги коментира. Едната фотографија е од авторот како дете, потоа како момче, едната како веќе возрастен човек, и подоцна ни ги дава такви какви што се, тетратките или исповедите, записите на Оба Јозо, главниот лик, кој што е базиран во голема мера на Осаму Дазаи. Самиот главен протагонист Оба Јозо, запишувајќи за себе, почнувајќи од своето детство, всушност почнува да раскажува за тоа како уште како мало дете почнал да учи како да става маска и како да го заскрива своето вистинско јас или своите вистински чувства, своите стравови, својата несигурност зад маската на игривост, забавност, и тој вели, всушност јас станав еден клоун. И на едно место во романот вели, како дете немав поим за што можеби страдаат или за што размислуваат другите, дури ни членовите на моето семејство. Бев свесен само за моите неискажливи стравови и за мојот срам. Пред некој да свати, станав совршен клоун, дете кое што никогаш не кажува ниту еден единствен вистинит збор. Го гледаме ликот како се почнува да оди во училиште, подоцна се запишува на факултет, се преселува во Токио, сака да стане уметник, сака да се занимава уметност, меѓутоа наметнато му е нешто друго што треба да го студира, и едноставно на некој начин од тука почнува еден пресврт и неговата приказ на неговиот живот тренува надолу и е исполнет со трагедија, и се поради тоа што неговата несигурност, неговата алиенација, неговата незнаење како да комуницира со другите на еден рамноправен начин, и цело време во него има нешто што се обидува да им угодува на луѓето, и тоа го едноставно го води во многу неволји. И уште еден цитат ќе кажам, ќе цитирам, тој вели: мојата несреќа беше несреќа на личност што не може да каже не. Ме парализираше стравот дека ако одбијам нешто што ми е понудено, меѓу срцето на другиот и мене ќе зјапне пукнатина што никогаш нема да може да се закрпи ни до крајот на векот. И токму поради тоа неможење да се каже, некадарност да се каже не, да почнува да влегува во проблеми, едноставно да паѓа во алкохол, во секакви психички проблеми, и го гледаме и во неуспешни обиди за самоубиство, еден живот на трагедија, траума. Така во таа смисла ова воопшто не е лесен роман за читање. Ова е психолошки роман кој што ни разоткрива неговата внатрешна личност и сите негови борби. Срамот е суштината на овој човек. Длабокиот срам и бегство од луѓето, и тој компензира со прекумерно угодување, користење шеи, тој е во центарот на вниманието и многу често остава лик на некаква си весела персона кој што ги засмева луѓето, меѓутоа никој не знае што всушност внатре се случува длабоко во него. Внатре е исполнет со страв и со срам. И сега може прво да си кажеме, па што има сега, па човекот е, не знам, душевно растроен, или ова е има некаков, денес, нели, би го медицински би му дале диагноза, би рекла дека има некаква анксиозност или некаква, ќе го ставиме во некаков калап, некаква диагноза. Меѓутоа, и за тоа време кога е пишуван романот, па и денес, мислам дека многу искрено, многу брутално ќе грешиме ако веднаш го категоризираме и го отпишеме и кажеме, па што има да читам сега за некакви внатрешни длабоки психотични борби на некој си тамо лик кој што едноставно не знае како да комуницира со надворешниот свет. Меѓутоа, мислам дека тоа чувство на срам, тоа чувство на анксиозност, тоа чувство на неможност да се поврземе со другите е присутно кај многу луѓе, или во одредена мера кај сите нас е некаде присутно. Мислам дека поради тоа ми се допадна што овој роман отвара длабоки прашања, сакам романи кои што ме оставаат со прашања, кои што не само со дилеми, кои што ме поттикнуваат да размислувам на подлабоки теми и што не се само на површински, забавни и интересни. Не знам дали се помалку човек ќе му се допадне секому. Мене ми се допадна овој роман. Не е лесен за читање, во смисла лесно да се прати приказната, меѓутоа приказната не е пријатна, не е угодна.
животот на овој човек, на Оба Јозо е вистински и хаос и трагичен е. Меѓутоа мислам дека не знам дали некако смета дека е ремек дело, повторно ќе го прочитам, не можам да донесам суд дали е вистинско ремек дело и оставам на вас дали ќе одлучите да го прочитате. Мене ми се допадна романот. Имаше нешто на крајот што мислам дека е клучно за разбирање и што е својство некое на јапонска, суштинска црта на јапонската култура, самиот крај, значи тоа не е никакво откровение кој што нешто, нека загадка ќе ја разоткрие на крајот на романот, меѓутоа имаше нешто на самиот роман, нема да го спомнам, што мислам дека е клучно за разбирање, можеби е клучно за разбирање на овој роман. Значи оставам на вас, ако сте го прочитале или ако кога ќе го прочитате, пишете ми како ви се допадна овој роман, како го доживеавте и останете, чувајте се, останете со здравје и се гледаме со наредното видео. Поздрав од мене и чао!